По 6 одиграни кола во првата А женска кошаркарска лига, екипата на Крива Паланка е на врвот од табелата со 5 од 5 и максимални 10 бодови на своето конто. Лидерот во кошаркарската елита на Македонија славеше и над актуелниот шампион Баскет Кам од Македонска Каменица, што во теконата сезона доминира тимот на Крива Паланка. На второто место токму Баскет Кам од Македонска Каменица. Шампионот има учинок од 4 победи и 1 порази со 9 бодови е на второто место, а пак на третото место е Бадел исто така со 9 бодови. На четвртата позиција е Вардар со учинок од 2 победи, 3 порази, има 7 бодови, а толку бодови има и Патриот од Делчево. Овој тим покажува одлични игри и се наоѓа во средината од табелата. На шестата позиција МЗТ Скопје со 6 бодови, а толку бодови има Про Баскет кој е седми. Екипата на Куманово беше дисквалификувана од преварувањето и со тоа е формално на 8-то место. Во секој случај очекуваме неизвестна сезона во првата кошаркарска лига на Македонија во женска конкуренција. Во рамките на следното коло Вардар на домашен терен ќе игра против Патриот од Делчево во неизвестен меч каде двете екипи сакаат триумф. Крива Паланка ќе игра со Бадел, а пак шампионот Баскет Кам од Македонска Каменица против МЗТ Скопје. Слободна ќе биде екипата на Про Баскет. Во однос на првата Б кошаркарска лига, таму лидер е Шкупи со 10 бодови на своето конто. Спорт тим Иструа го дела второто место со по 9 бодови, а пак Ринја е на четвртото место со 8 бодови. Охрид е на средината од табелата, односно на петото место со 7 бодови, а пак Гостивар со 6 бодови на шестото место. Екипата на Јамбор е седма со 5 бодови. Екипата на Пониква од Кочине е дисквалификувана од преварување поради два неодиграни од превар, со што формално е само на 8-то место на табелата. Во следното коло Охрид ќе биде домаќин на Јамбор, Спорт тим ќе игра против Ринја, а пак Гостивар со Струга. Лидерот Шкупи ќе биде слободен.